Владата нема слух за барањата на Сојузот на дијабетичари, кои немаат достап до целосна терапија што им е потребна секојдневно да ја примаат, а таа што ја има не се доставува навреме во аптеките, па пациентите чекаат со денови да ја купат. Дијабетичарите бараат апаратите за мерење шеќер и лентите да може да се купат во аптека, а не да се набавуваат тендерски, но уште немаат одговор од Министерството за здравство. Првиот човек, Беким Сали, веќе 6 месеци се обидуваат да го искомуницираат, но ништо. Денеска му се обратија на премиерот Ковачевски. Ако овој наш предлог не се во можност да го прифатат и спроведат годинава, тогаш барем нека ги одвоат тендерските постапки, односно да има посебни тендери за инсулински и антидиабетна терапија и посебен тендер за апарати, ленти и така натака. Во Македонија животот на 600 деца дијабетичари до 18 години е комплетно зависен од терапијата. Порастот на лица, особено со тип 1 дијабетес, е во драматичен пораст. Тоа се одрази кај нас, значи ако ние на годишно ниво до пред 2 години имавме во просек 30 до 40 деца, лани на пример на детската клиника се диагностицираа 70 деца. Оваа година значи не е веќе ни до пола, веќе имаме 30 нови дечиња со дијабетес тип 1. И другите градови се слабо снабдени со терапија. Сепак во Скопје најмногу се чека. За жал, тука имаме лица со тип 1 кои ше по 2-3 месеци не може да си подигнат ни ленти апарати. На крајот, од Сојузот на Сдруженија на дијабетичарите сепак ја пофалија терапијата како најсовремена досега, за разлика од минатото.